Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во средните и основни училишта на гостиварската територија се спроведуваат повеќе зафати за подобри услови на учениците и кадарот. Во земјава пристигнаа 20.000 дози од вакцината Спутник како донација од Србија. Во средните и основните училишта на гостиварската територија се спроведуваат повеќе зафати за да се обезбедат подобри услови за учениците и кадарот. Надлежните се надеваат дека пандемијата ќе се надмине и од септември сите деца ќе се вратат во училишните клупи. Најголемиот дел од учениците во оваа учебна година наставата ја следат онлайн. Сепак училиштата се местото каде децата треба да се вратат откако ќе се надмине корона кризата. За да се обезбедат подобри услови за учениците и кадарот, во училиштата на гостиварска територија се реализираат повеќе зафати. Гимназијата добива нови кабинети, а во техничкото, меѓу другото, се планира и опремување на амфитеатар, информираат одговорните за образование во општинскиот сектор. Во гимназија, во тоалетите се работи целосно, кабинети 4 плюс сега уште едно додадовме за јазици, фактички 5 кабинети се, хемија, биологија, физика, математика и за јазици албански, македонци и турци. Во медицина исто така тоалетите, сите класови веќе се реновирани, се кречени, таму се читална сега веќе се средува и библиотеката ќе се качи горе. Во техничкото почнуваме, веќе се отворени тендерите, плочките, измени на целите плочки, кабинет по информатика, кабинети по хемија, по електро да се среди, амфитеатар планираме. Освен во средните, проекти се спроведуваат и во основните училишта во градот, а според најавите предвидено е да се опфатат и училиштата низ селата. Веќе во Исмаил Џемали при завршување на училиштето, во Башкими се работи на канцеларии, на кабинети исто така. Гоце Делчев планираме скоро да биде фасадата, веќе е поминато. Имате и одлука од Министерството за образование и наука, веќе е излезена дека се прифатени тој проект и во Дебреше ќе се почнува. Во Чегране планираме во старото училиште, во Дебреше, исто така старото училиште, целосно тоалети и фасада. Според податоците од гостиварската локална самоуправа, во текот на изминатите 3 години, во училишните установи во Гостивар биле инвестирани околу 600.000 евра. Во земјава пристигна нова донација вакцини Спутник и тоа 20.000 дози, а дополнително ќе пристигнат уште 20.000. Станува збор за донација од Србија, која денеска во кругот на клиничкиот центар во Скопје ја пречекаа председателот на владата Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче. Да се заблагодарам на председателот Вучич, на премиерката Брнабич и на целото раководство на Република Србија, затоа што од пратката од 100.000 вакцини, 20.000 споделија со нас, или од вкупно 200.000 спутникови вакцини, 40.000 споделија со нас. Тоа е огромен чин на пријателство, помош која доаѓа во драгоцено време и ние тоа ќе го почитуваме и секако никогаш нема да го заборавиме. Пријателите си помагаат тогаш кога е најтешко, а ова за нас се исклучително тешки и значајни моменти и затоа изразуваме посебна почит и благодарност кон председателот српскиот народ и раководството на Србија. Јас како председател на владата се пријавив во механизмот за онлайн пријавување за вакцинација. Владата и министрите го направија истото тоа. Апелирам до граѓаните да се пријават за да им олеснат на здравствените служби, секако да имаат појасна евиденција и да го спроведат точно прецизниот здравствен протокол. Вакцината е здрава, сите вакцини се секако здрави, проверени, меѓународно тестирани и навистина колку побрзо заврши процесот на имунизацијата, толку побрзо ќе заврши оваа борба со овој невидлив непријател, пандемијата од COVID-19. Вакцините на Спутник ќе бидат во еден дел да се надополнат уште повеќе овие критични категории на граѓани, но и за почеток на оние категории кои што веќе ги најавивме,
согласно најавата дека ќе ја чекаме и официјалната потврда на агенцијата ЕМА и нивното мислење за тоа дали на помлади групи на граѓани може да се даде вакцината на AstraZeneca, ние сега тој процес ќе го започнеме токму со оваа количина од вакцината на Спутник. Тоа значи дека се се одвива според планот, така како што се испланирани и следните дози да стигнат во нашата земја и од Европската унија и кинеската, руската вакцина Pfizer. Тоа значи дека ќе имаме и континуитет и се поголемо вклучување на се поголеми групи на граѓани согласно националниот план за имунизација. Уште еднаш благодарност за овој чин на солидарност од Србија. Солидарноста многу пати во оваа криза се покажа дека е многу битна, посебно на почетокот во делот на помошта, размената на информациите и посебно сега во делот на вакцините. Искрено верувам дека достапноста до вакцините не само за нас, туку и за сите земји во светот значено ќе се зголемува во месеците кои што се пред нас. Приведен 24 годишник од гостиварско чегране поради инволвираност во две тешки кражби. Повреден пешак во сообраќајна незгода на регионалниот пат Пирок-Тетово. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 131 лице, 95 лица од Тетово и 36 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 55 лица од Тетово и 12 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 748 лица од Тетово и 461 лице од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Во периодот од 22 часот на 31 март до 5 часот на 1 април на подрачјето на СВР Тетово не е регистриран случај на прекршување на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните. Вчера околу 13 часот и 15 минути во Гостиварски градец, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 51 годишник од Република Албанија поради непријавено престојување на подрачјето. Албанскиот државјанин задржан е во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера околу 10 часот и 15 минути во Гостиварско Форино, полициски службеници лишиле од слобода 24 годишник од Гостиварско Чегране, поради сомнение за негова инволвираност во две тешки кражби во куќи во ова село. Се расчистува и документира случајот. Вчера пак во 21 часот и 15 минути било пријавено дека на регионален пат Пирок-Тетово во Тетовско долно палчиште, патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано од 48 годишник од Тетово удрило во 78 годишен пешак од Тетовско Ново село. Во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во клиничкиот центар Тетово. Извршен бил увид на местото на несреќата од екипа на СВР Тетово. Малолетна тетовка пак вчера во 16 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавила дека половина час пред тоа на паркинг во блок 80 во Тетово физички била нападната од женско лице соседка на малолетничката, која претходно имала недоразбирање со нејзината 40 годишна мајка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на овој случај. При спроведена акциска контрола за техничка исправност на возилата и управување без возачки дозволи евидентирани се повеќе прекршоци на подрачјето на СВР Тетово. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај ги засили сообраќајно-контролните активности пред се во градот, но и на околните регионални патишта. Вчера од 9 до 13 часот спроведена е уште една од серијата локални акции, во чие средиште била техничката исправност на возилата и управувањето без положен возачки испит, односно без возачки дозволи. При тоа откриени и соодветно санкционирани се 3 возила со неисправни сопирачки и други системи, како и 4 возачи без дозволи. Откриени исто така се и 7 непрописно, односно погрешно паркирани возила, како и 17 други видови прекршоци. На сите прекршители изготвени им се поднесоци, додека возилата што ги управувале лица без возачки дозволи, како и технички неисправните возила, веднаш биле исклучени од сообраќај. Ваквите активности ќе продолжат, при што посебно ќе се контролираат возилата кои вршат јавен превоз на патници, дали и колку ги почитуваат протоколите за вршење на тој вид превоз, пред се меѓу градските автобуси и такси комбињата, меѓутоа и другите учесници во сообраќајот, каде што веќе се чувствува зголемена фреквенција на подрачјето.
Сите три тетовски екипи кои настапуваат во првата машка одбојкарска лига на Македонија забележаа победи, при тоа загубија само еден сет од своите противници. Успешно првенствено коло имаат трите тетовски екипи кои настапуваат во првата машка одбојкарска лига на Македонија. Во 10-тото коло на плејофот Универзитет Тетово со максимални 3:0 го совлада Борец на гостински терен. Во плејаутот се одиграа надпреварите од 9-тото коло. Екипата на Лирија на домашен терен славеше на Тугада Штип со 3:1, додека Шкендија со максимални 3:0 ја совлада екипата на Јанта Волеј на гостински терен. Значи денеска се играше предпоследно коло од пролетниот дел, каде се среќававме со УГД Штип, ги победивме 3:1 и така пласманот го обезбедивме втори во ова група на надпреварување во првата државна лига. Така сега не останува само надпреварот со Дебар, каде мислим дека нема да имаме проблеми сабота и го завршаме овој вториот дел со 8 победи и 1 пораз. На првенствената табела одбојкарите на Универзитет Тетово се на втората позиција со 45 бодови. Во плејаут лигата Шкендија е на првото место со 36 бодови, 5 повеќе од второпласираната Лирија. Предстојниот викенд ќе се одигра последното коло во плејаут лигата, додека во плејофот пројастануваат уште 2 првенствени кола, пошто ќе следува разигрувањето за титулата. Женската фудбалска екипа на Шкендија со победа над Истатов од Дојран го затвори 20-тото првенствено коло на првата женска фудбалска лига на Македонија. Женскиот фудбалски клуб Шкендија забележа победа од 3:0 против Истатов од Дојран во рамки на 20-тото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија. Со оглед на тоа дека двете екипи се во средината на табелата, се играше цврст и изравнет надпревар околу 60 на минути. Резултатот беше отворен во 65-тата минута од пенал, кога прецизна беше Анида Јахи. Во продолжениот надпреварот Шкендија постигна уште 2 погодоци преку Хава Мустафа во 82-та и Афродита Салихи во 86-та минута. Значи, ова полусезона започнавме со 5 утакмици и 5 победи. Подобро не знам дали може да биде. Ја заслужавме победата и победивме. Тепавме 3:0 и заслужено беше. Дававме све од себе. Првото полувреме имавме шанси, не можавме да даваме гол, па после второто полувреме имавме уште шанси и во финал, значи, дававме гол, тоа е. Со оваа победа екипата на Шкендија се искачи на 6-тата позиција на табелата со 36 бодови и рече си обезбеден пласман помеѓу најдобрите 8 екипи на табелата кои следната сезона ќе играат во првата лига.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.